Земјоделците не ќе може да ја земаат целата субвенција како до сега наеднаш, туку првиот дел ќе се исплаќа авансно на основа на сопственост на земјиште, а остатокот откако земјоделците ќе докажат дека произвеле и продале стратешки производ на лиценцирани трговци. Ова е новиот модел што го презентираше министерот Љупчо Николовски, а треба да почне да се применува од идната година. Кои се тие стратешки култури, министерството допрва ќе специфицира, веројатно тоа ќе бидат они од клучен интерес за државата. Во пракса, ова би значило дека ако има субвенција од 40.000 по хектар кај лозарството, на пример, 12.000 ќе се исплатат авансно, а за останатите 28.000 лозарот ќе мора да докаже дека има продадено производство. Николовски уверува дека ваквиот модел нема да доведе до кратење на финансиски средства, а ќе се елиминирала сивата економија. Нов модел кој што ќе значи основни субвенции за целокупното обработливо земјиште, дополнителни субвенции за сето она производство кое што е произведено, предадено, продадено, кај регистрирани откупувачи, трговци и преработувачи, ќе елиминираме сивата економија, ќе го намалиме кешот во целокупниот овој сектор и ќе изградиме еден систем во кој што нема манипулации или се сведени на минимум и ќе има целосна јасно ќе биде каде одат парите на граѓаните, а тоа ќе треба во наредните години да го видиме низ бројки. Бројките треба да покажат раст на извозот на она што го извезуваме и намалување на увозот на овие култури кои што се стратешки за нас. Според Николовски, годинава се зголемило двојно производството на сончоглед, а со пролетната сејдба биле опфатени околу 6.000 хектари површина. Министерот вели дека ова се должи на субвенциите кои ги дале по површина сончоглед. Политиките кои што се воведоа на почетокот на годината во делот на сончогледот се и еден од примерите и фундаменти на токму на овој концепт кој што денес го збориме, каде што субвенциите по површина сончоглед, вкупните субвенции, фармерите, производителите може да ги добијат доколку го предадат кај регистрирани преработувачи, односно целта е да финансираме сончоглед кој што ќе служи како суровина за масло за јадење. Новиот модел на субвенционирање треба да е готов до крајот на годинава и да стартува од 1 јануари 2023 година. А според министерот, требало да го стимулира домашното производство. Во меѓувреме, доколку поради економската и енергетската криза се соочиме со недостиг од храна, помош ќе ни стигне од Србија или од Албанија во рамки на договорот за обезбеденост на храна со земјите од Отворен Балкан на база на реципроцитет.